Па вака да кажем, решението е навистина навреда за здравиот разум на сите нас. Во решението стои дека за 2022 година има исплатни листи за дежурства, а дежурството не го одобрил министерот за здравство. Замислете, доаѓа некој со хитна потреба на клиниката да му рече портирот, извинете, немаме согласност од министерот, дојдете утре. Значи, само тоа е причината, само дежурството. Вчера слушнавме на телевизија дека кој знае какви злоупотреби имало од страна на професорот Јовев. Значи, единствена причина е дежурство. Јас, еве, како правник поставувам прашање, како може оваа клиника да нема дежурство? Не може, значи злоупотреба од министерот ако не дал согласност да има да се организира дежурството. Така да апсолутно нема никаква причина за разрешувањето и ова оддалеку се гледа дека нема повреда, него е друго нешто во позадина. Дали како го разрешил Беким Сали пошто 2022 Па тоа јас не знам тоа. Така е, и јас се прашувам. Дали ќе поведете постапка? Да, во секој случај тужба ќе следи, ова не може да помине вака и јас имам еден вака некако адвокат како човек апел до колегите на професорот Јовев, до лекарите и до директорите, ако не се обединат и ако не се спасат сега, втора шанса нема да има.